Знаете и сами дека прогласена кризна состојба на територијата на цела држава и во координација со премиерот господин Христијан Мицкоски. На негово барање вчера беа присутни министрот за одбрана и министрот за внатрешни работи, кои што ја водат кризната состојба и се одлучи да се направи регионален кризен штаб, заради тоа што во овој момент во овој регион имаме најмногу сериозни активни пожари. Врз основа на тоа е направен тој регионален кризен штаб, каде што сум ја координатор и на дневна основа имаме состаноци со градоначалниците, со командирите на територијалните противпожарни единици. Врз основа на тие ситуации и класифицирање на пожарите ги насочуваме силите и воздушни и копнени соодветно за употреба на сили за гасење на пожар. И си помагаме едни на други за да можеме да бидеме што поефикасни како регион и да ги неутрализираме овие пожари. Во моментот имаме повеќе пожари активни на територијата на Радовиш има еден активен пожар кој ќе очекуваме во текот од денешниот ден да биде локализиран комплетно и изгаснат. Во територијата на општина Неготино сами знаете дека е малку пожарот поголеми и веќе е 10 ден активен на планината Серта. Во моментот таму се действува и копнено и воздушно и од страна на Штип и од страна на Неготино и очекувам тој пожар до сабота да биде комплетно локализиран и да биде под контрола. Сите населени места во регионот навремено беа заштитени и немаме материјална штета во делот на имотот по луѓето и не дај Боже до сега немаме повредени луѓе. Тоа е приоритет секогаш. Во делот на територијата на општина Кавадарци имавме 2 активна пожари вчера во село Шивец кој што е локализиран и изгаснат и некаде ка местното викано кај сифонот Макарија. Тука имавме активен пожар кој што исто така е саниран и изгаснат. Меѓутоа имаме поголем пожар на територијата на општина Росоман, вклучувајќи Градско и Велес. Тоа е во делот на Цирково, над Цирково, мрзен и се шири на кај Градско. Денеска таму за прв пат се действува и со полиција, со војска копнено и со противпожарната единица од Кавадарци и Велес и воздушно најнего се насочени тука да го неутрализираме пожарот, а со тоа и го локализираме. Исто така очекувам до утре да биде локализиран тој пожар и нормално после да биде изгаснат. Во моментот нема место за паника, нема место за нешто кое што е пропуштено или необезбедено навремено. Верувајте дека и сите градоначалници и кризниот штаб на ниво на држава и овој регионален кризен штаб и кризни штабови на ниво на општина сериозно си ја завршуваат својата работа. Ресурси во делот на противпожарните единици имаме. Од денеска имаме одобрение од Министерството за одбрана и од председателката за повеќе војска, негде околу 300 луѓе, меѓутоа ќе ги користиме рационално за тоа што сепак треба соодветно да ги распоредиме тие луѓе и да може да бидат ефикасни при гасењето на пожар. Сами знаете дека гасењето на пожарот не е едноставна работа, е многу стручна, поготово на овие шумски пожари и во делот на она што го гледаме, чад и оган. Ако е пожарот локализиран, ние го третираме како пожар локализиран, кај што немаме веќе опасност. Догорувањето на пожарот не дека го оставиме на случајност и нема да пристапиме кон негово осолодување, меѓутоа во некои услови кај што имаме повисока зимзелена или друг вид на шума е невозможно едноставно гасењето и како што и самите луѓе укажуваат и оние стручни лица, тоа е локализирањето и догорување на пожарот кој што е контролирано догорување за да биде на крајот елиминиран или комплетно изгаснат. Температурите воопшто не ни се во прилог, знаете дека над 40 степени се, ветровите се движат од најразлични правци, меѓутоа ја мислам дека до сабота ќе биде под контрола цела ситуација и дека овие пожари ќе бидат неутрализирани. Сакам да дадам еден апел до сите жители и на општина Кавадарци, меѓутоа и на територијата на Македонија, да се малку поодговорно пристапува кон нашето благо што ги имаме во делот на шуми, пасишта или било како, затоа што 95% пожарите кои што се случени до овој момент се од човекови фактори предизвикани и тоа воопшто не е благодарно да бидат предизвикани на тој начин и несоодветно да бидат пријавени или несоодветно
третирани. Така да, доколку сами не заштитиме, верувате дека во вакви температури и на ваква сушна година, многу тешко е да се постигне она што може да го постигне човек фактор да се бори против еден пожар или против природата. Имавме пред година-две сериозен пожар во Делчево, Берово, каде што беше офатено квалитетна високостеблеста шума. До сега, до овој момент во територијата на овој регион немаме таква сериозен пожар кај што би се оштетило толку шума или квалитетна шума, меѓутоа сепак имаме последици од тие пожари, али претежно се пониски стеблести дрва, грмушки, трава, стрништа кои што горат, меѓутоа знаат да предизвикат и тие поголем пожар. Се штитат сите околни места, меѓутоа ги штитиме и најмногу насаите, односно самото влегување во шума како зимзелена борова шума да не продолжи пожарот на тој дел. Имаме механизација, тешка механизација, булдужери, багери, ровокопачи, каде што правиме такви пресеки наречени, да се одвојува едното од другото, да не лесно премини пожарот или на некој начин го контролира. Така да до овој момент ја само можам да кажам дека имаме контролирана ситуација и уште еднаш апел до сите граѓани да биде да се понашаме одговорно према природата. Имаме воздухоплови кои што дојдоа како поддршка од соседите, од Турција и така натаму. Дали се уште остануваат овие воздухопловни средства за да действуваат при пожар? Во каква кондиција се пожарникарите и останатите луѓе кои што со денови макотрпно се борат со огнените јазици? Воздухопловите остануваат на располагање и денеска ги користиме сите преку ЦУКот. Нормално ние бараме како регион каде што имаме потреба, а ЦУКот ги насочува сите воздухоплови. Сите кои се дојдени тука се дојдени за да помогнат и тоа е пак е голема благодарност до нив и активно и макотрпно делуваат од воздух. Пожарникарите се во една, ајде да кажеме, изморена кондиција, меѓутоа сакам да кажам дека пожарникарството и било која благородна функција пред се е еланот за да се постигне нешто добро и заморот го ставаме во втор план. Така да јас сакам искрено да кажам дека тие луѓе даваат се од себе и покрај нивната исцрпеност и покрај 2 до 3 часа дневно што одмараат. Ништо повише, така да тоа е еден благодет за нив и да во едно време ги цениме сите функции, не само кога ни е најтешко и кога не има најмногу проблеми, тогаш се сетуваме на оние пожарникари, па на нешто друго. Значи, тие функции треба да не бидат континуирани како функции. Затоа сакам да кажам дека нашите пожарникари кои што ги имаме и оние што влегле веќе во пожарникарството, влегуваат со елан и со дух. Како градоначалник на Кавадарци се вложивте многу во опремувањето на противпожарната единица Кавадарци, како технички, така и кадровски. Имаме една од единиците во Македонија кои што се на високо ниво. Ќе продолжи ли ваквиот начин на работење на противпожарната единица? Урбано, ние како противпожарна територијална единица сме 100% опремени и до сега имаме многу успешни влијанија во делот на општеството, заштита на имотот, превентивни акции, покажни вежби и сето тоа што се дејствува. Технички, во делот на техничките интервенција, без разлика од која ситуација, дали е не дај Боже некоја сообраќајна незгода, дали е заглавени врати или заглавени луѓе, сме 100% опремени и тука можам слободно да кажам, меѓутоа и како територијална противпожарна единица, и како држава, затоа што сами знаете дека шумите подлежат под македонско шумско стопанство, сме послабо опремени. Така да мислам дека треба комплетен опрат да се направи тука и да се види што треба да се опремат територијалните пожарни единици, меѓутоа шумско стопанство што треба да преземе и да се набави теренска опрема за терен. Значи шумските пожари, отворените пожари се многу различни од урбаните пожари. И еден недостаток кој што го имаме како држава, обучен центар за пожарникарство кај нас во Македонија немаме, за жал. Имаше неколку идеи за да се направи тој обучен центар
и за урбани средини, меѓутоа и за гасење на пожари на отворено. Пошто е многу различно и секој пожарникар кој што дејства треба да има соодветна класификација и треба да има обука и за урбана средина и за на отворена. Така да ние како градоначалници и преку ЗЕЛАС и последночните разговори со владата че инсистираме во понатамошните развој да се направи обучен центар, да пожарникарството веќе го постигне тоа што треба и да македонски шуми или ја го преземат комплетно делувањето на шумите и кога е за добро и за лошо, или да биде под претпожарните територијални единици. Секаде во светот тоа е под шумско, имате опремени противпожарни единици. Сами сме сведоци пред 2 години кога дојдоа австријците со опрема за гасење на шумски пожари. Ние таква опрема за жал немаме. Тоа се подвижни базени, подвижни пумпи, подвижни агрегати кои што може да направат линии до 3, 4, 5 километра да префрлат вода од едно место до друго место. Ние тоа го правиме со импровизирани или со на некој начин различно го работи. Има ли индиции дека пожарите или дел од пожарите се подметнати со оглед на тоа дека казните за такви ситуации се ригорозни? Казните се ригорозни, ние до сега од нашите пожари 2 регистрирани пожари сме сигурни и веќе се установени дека се подметнати намерно од човек и дека е тоа подпалување со цел да се зафати шумата. Меѓутоа полициска станица заедно со МВР веќе работи на индикации и на некои луѓе кои што имаме сомнеш. Ја верувам дека ќе се откријат неколку ситуации и да бидат пример како треба да не биде.